По реакција на граѓани за повисоки цени на лековите, се огласија фармацевтите. Наплаќаме според седновник на Министерството и фондот е нивниот категоричен став, искажан во писмено соопштение до телевизија Стар. Заради големите и строги контроли кои ги спроведуваат овие две институции, аптеките целосно ги спроведуваат овие ценовници и не се ставаат во улога на креатори на цени, бидејќи казните се многу големи. Освен тоа, аптекарската дејност во државата е значително дигитализирана со брз и ефикасен проток на информации во секоја смисла. Фармацевтите имаат хумана дејност и заедно со другите здравствени работници се ставени во функција на зачувување на здравјето на луѓето. Пациентите треба да се сигурни дека ниту еден фармацевт лично не би се впуштил во ваква активност, бидејќи политиката на формирање на цени е законски регулирана од страна на државата и во целата држава цените на лековите кои се на терет на фондот за здравство и оние за комерцијална продажба се исти. Стои во соопштението. Реакцијата на фармацевтите доаѓа откако пред 2 дена долгогодишен астматичар од Штип јавно се пожали дека инхалаторот кој досега го плаќал по 280 денари сега е околу 600. По ова следуваше најава од Министерството за здравство за контроли во аптеките, но од Сдруженијето на приватни аптеки имаат конкретен одговор. Инаку, конкретно за пациентот кој приложи 2 фискални сметки за компарација, укажуваме на фактот дека на 17.1.2020 се објави нов ценовник на лекови и согласно истиот, конкретниот препарат од лекот со партиципација помина во лек со партиципација плюс доплата. Инаку сите аптеки се обврзани лековите кои се на позитивната листа да ги наплаќаат исклучиво по ценовникот за лекови кои го утврдуваат Министерството и Фондот за здравство. Исклучок се лековите кои се издаваат без препорака на лекар и истите не подлежат на контрола од страна на државата.